Иако е донесен пред крајот на минатата година, новиот детален урбанистички план за езерото Треска, кој предизвика лавина реакции во јавноста, се уште е тајна. Градоначалникот на Сарај, Блерин Беџети, и денеска беше недостапен за да ги каже содржините на ДУП-от, со кој крај езерото се најавува нова туристичка развојна зона со хотели, ресторани и казина. Засега за проектот немаше презентација, ниту анкета, а ДУП-от не е објавен ни на општинската интернет страница, иако е обврска според Законот за урбанистичко планирање. Од општина Сарај само кусо најавија дека утре Беџети ќе го представи планот на брифинг со медиумите. И додека јавноста чека информации, на терен багери од комуналното предпријатие Сарај веќе 2 недели ја уриваат старата инфраструктура и опрема, правејќи простор за престојните градежни зафати. Незадоволни од одлуката на општината за дислокација на камп Приколките, сопствениците кои со години редовно плаќаа закупнина, деновиве на 2 пати протестираа и побараа средба со владата за надминување на проблемите. Апелираа да за предоставувањето на писмени известувања за дислокација на Приколките до крајот на февруари и понудија алтернативни простори за новата туристичка зона со задржување на нивните објекти. Од советничката група на ВМРО ДПМН во град Скопје рекоа дека на Треска во моментот се случува илегален грабеж и руинирање на она што представува државна сопственост и заедничко добро на сите. Советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата во целост ги поддржува барањата на автокамперите и бара од градоначалниците на градот Скопје, општината Сарај и владата решавање на овој проблем. Воедно во текот на денешниот ден советничката група ќе побара на тековната седница Советот на град Скопје да расправа во однос на состојбата со езерото Треска. Но како што велат од град Скопје, на седницата немало таков предлог. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, го прозва градоначалникот на Сарај да го објави ДУП-от за Треска и рече дека во концептот на развојната туристичка зона треба да се најде место и за камп Приколките. Со одлука на владата од ноември 2013 надлежноста на езерото Треска од град Скопје е префрлена на општина Сарај. Иако работи на терен, општината се уште чека одлука од владата за прогласување на езерото Треска за развојна туристичка зона. Од владата препорачаа доколку во ДУП-от се предвидени локации за кампери, приоритет да добијат тие кои редовно плаќаа закупнина за земјиштето. Лани владата пренамени во градежно дел од земјоделското земјиште околу езерото за изготвување на ДУП-от за новиот спортско-рекреативен центар на Треска.